Тајно и без консултација е изменет правилникот за урбанистичко планирање. Вака дел од невладините организации го нападнаа министерот за транспорт и врски Благој Бочварски за членот 117 од правилникот кој сега велате во интерес на градежниот бизнис, заинтересиран само за профит и брза бетонизација на градовите. На онлайн трибината организирана од антикорупцијската комисија, речиси сите учесници се согласија дека секој си го толкува членот како сака, па затоа не е добра ниту измената. Имаме една сериозна спрега на инвеститори, планери и општини кои што никако нема да дозволат да преовлада јавниот интерес. Ние живееме изгледа во паралелни реалности, каде што Министерството за транспорт и врски тврди дека самите општини се на потек да ги менуваат спорните урбанистички планови и дека дефинирањето на стекнатото право и толкувањето на стекнатото право всушност не треба да биде пречка за подобрување на квалитетот на урбанистичките планови. Не може тоа сега настанува кој надмудрување, кој е посилен, кој посилниот збор ќе го има. Значи, сметам дека еден закон и еден правилник треба ова да го избегнат. Значи, идејата е да се направат прецизни за сите, да можеме исто да ги читаме, да нема простор, едноставно различно го читаме. Тоа не треба да се случи. Со закон и со подзаконски акт, тоа не треба да биде ситуација. Според учесниците, се што досега се донело во деталните урбанистички планови, колку и да го загрозува квалитетниот живот на граѓаните, веќе е стекнато право на градежниците кој не може да се менува. Со тоа и колку зградите ќе бидат високи, габаритни и до каде били изградени пред да се внесат во плановите. За познавачите со ова се поништуваат правата на граѓаните и соседството. Поради ваквите реакции Бочварски вети дека повторно ќе иницира измени. Апелирам да не се толкува еден член од правилник дека на нас ни забранува и ни ги врзува рацете да донесеме подобри урбанистички плани. Тоа прво не е точно. Втора работа сакам да ја потенцирам дека во овој правилник кој што тврдам дека е донесен со дискусија, со јавни расправи. После дебатата сепак ќе содржи состанок во Министерството за транспорт и врски идната недела, на која министерот Бочварски вети дека ќе бидат поканети сите заинтересирани страни. Ваквите реакции во јавноста доаѓаат откако се погласни беа сомнежите дека измените во членот се во корист на градежниците.